Алиби ребаланс или ребаланс по мерка за решавање на оставените долгови од претходната локална власт. Ова беше дебатата на последната седница на Советот на општина Битола, на која присуствуваше и градоначалникот Наташа Петровска. Според Петровска, општината е во долгови од 12,5 милиони евра. Извештаите покажуваат потфрлање на проекциите кај приходите, а зголемени се и ненаменските трошоци. Мене ми е многу жал што надополнувањето на ставките во најголемите суми се однесува всушност за ставки за тужби и за Битфест, кој што јас секогаш сум велела и како советник, кога сум дискутирала дека културата е важен сегмент, точно е дека и таму може да се случи некои благи отстапувања од она што сте го испланирале при проекцијата на буџетот, меѓутоа не може да стане збор за такви големи суми, поместувања во големи суми, кои што секогаш, и едното и другото што го спомнав, за жал одат на ставките за инфраструктурни објекти, она што е всушност првична должност на секоја одговорна локална самоуправа. Според советниците од опозицијата, со овој ребаланс целта на сегашната власт е да си даде простор за манипулација со граѓаните. Повеќе од очигледно е дека актуелната власт и на локално и на централно ниво ниту сака, ниту има волја, можеби нема ниту вештина да се справи со решавање на конкретните проблеми на граѓаните, токму за она за што беа избрани. Многу често ги слушаме термините транспарентност, отчетност, демократија, слобода, живот и не знам што. Меѓутоа, гледајќи ги документите кои што се денес на разгледување и по оваа точка, ребаланс на буџетот, и последната значајна точка која што ќе биде разгледување на развојниот план за следните 3 години 2018, 2019 и 2020, навистина сум фрапиран од крајно лицемерниот однос. Ништо од она што се ветуваше, повеќе од очигледно е дека не планирате да го спроведите. Буџетите во изминатите години беа популистички и неостварливи, ненаменски се трошеа пари на граѓаните, а кредитите ќе се исплаќаат уште долги години, вели советникот Зоран Стојчевски. 12 години 250 милиони евра потрошивте. 250 милиони евра. Навидели на ништо. Ке повторам, за да не заборавиме. Битола, од најградски град во Македонија, го направивме една просечна урбана, го направивте една просечна урбана заедница, урбана средина. Зошто? Ако домаќински ги трошевте парите, ако домаќински беа вложувани, денес ние ќе имавме и поубав град, и поубава Битола, и граѓаните ќе беа позадоволни. Реализацијата на буџетот годинава не е меродавна, бидејќи поголем дел од годината општината ја помина во изборна кампања, кога не можеа да се трошат средства. Сепак, задача на градоначалникот е да продолжи со привлекување на инвестиции, кои ќе го подобрат животот на граѓаните, велат од опозицијата. Кога вие работите на зголемување на атрактивност, бидете сигурни дека ќе има и продажба на градежното земјиште. А во тоа и поснов поголеми приходи кај капиталните приходи од продажба на градежно земјиште, понатам од продажба на недвижнини во самата касарна, покрај непредниот дел сега и средишниот каде што беше СРО1, улицата и секаде што е готова направена, веќе се охрабрат луѓето и таму да купуваат станови, со тоа што со тоа би се зголемили и базата на даноци на имот кој што би се плаќала во општината. По долгата дебата, со 19 гласови за и 10 против, советниците го изгласаа ребалансот на буџетот за 2017 година.